фудбалот е најважната споредна работа на светот. Меѓутоа, не секоја гранка на фудбалот е развиена како машкиот фудбал. Денешната емисија во најголемиот дел ќе разговараме за женскиот фудбал, а со нас е Александар Пишовски, председател и тренер на женскиот фудбалски клуб Љуботен, но и тренер на голманите на македонската женска репрезентација за играчи до 19 години. Александар, добре дојде. Ти благодарам што прифати поканата да гостуваш на нашата телевизија. Добре да најдов и ви благодарам за вашата покана. На почетокот би сакал да се вратиме 25 до 30 години наназад на твоите почетоци во фудбалот. Кажи ми дали може да се присетиш кога започна да тренираш фудбал и каде? Па, јас започнав многу мал, порано во наше време немаше други занимации, се занимаваме со топка на терен. Уште како мал расте во секогаш летниот распуст одев во село, во Ратаја, каде мислам дека таму ги почнав првите чекори као голман. Бев малку побуцкаст и знаеме сите дека стално тој што е побуцко го ставаа на гол. И јас ко мал исто знаеме дека Ратаја е фудбалско село, има многу добри фудбалери излезено од Ратаја и секогаш во секое време, секојдневно, значи игравме фудбал на теренот. Јас таму почнав уште со по големи, по возрастни од мене на гол, да се фрлам, да паѓам по топка и од тука се роди и желбата да после тоа еден ден разбрав овде дека со другарите дека имало запишување во фудбалскиот клуб Тетекс и заедно со моите другари заминавме за да се запишеме, почнавме. Како одеше времето, моите другари што заедно отидавме, сите се откажаа. Но јас бев упорен во тоа што го сакам и продолжив сам. Дури одев бидејќи живеев на другиот крај на градот од кај што е стадионот, одев од едниот крај до другиот крај на градот за да одам на тренинг. Затоа што го сакав тоа, навистина, и затоа и продолжив. А можеш да се присетиш кој ти беше првиот тренер во Тетекс кога почна во клуб да тренираш? Да, првиот тренер ми беше Бошко Блажевски, во Цицибани тогашни. Така. Кажи ми за кој период од прилика работаме? Тоа да зборуваме. Тоа се работи за почеток на 90-тите години. Да. 95-та, 6-та негде од прилика тогаш. Така. Од први кажа од почеток се сакал да бидеш голман. Да. Меѓутоа твојот прв тренер Бошко Блажевски, подосна другите тренери што си ги имал. Никој не се обиде да те пренасочи на друга позиција да играш? Туку реши дефинитивно дека ќе бидеш голман? Никој да ти кажам, пошто и кој се запишав и денеска мислам дека е ретко кој сите сакаат да биде Роналдо и Меси. Ретко кој сака да биде голман. Значи за да бидеш голман треба да имаш храброст. И многу поретко децата се решаваат да бидат голмани. Исто и во тоа време беше кој сака да биде голман. Ја едва и чекав, се сеќавам кој денеска кој праша тренерот кој сака да биде голман, ја одма дигнав рука. И ја бев и останав. Така. Остануваш и денеска да работиш со голманите. Може да се присетиш кога ги бележиш првите настапи за Тетекс во млади категории, каже тоа Цицибани, Петлиња, во повозрастните категории, кадети, младинци, на некој надпревар да се присетиш на тој период со кого тренираше во Тетекс? Во Тетекс тренирав со повеќе тренери. Тренирав со Роберт Стојановски, Боби Моцо познат, моментално е асистент во U19 машката, U21 машката репрезентација, со Миле Симовски, со покојни Љубо Павловиќ и да не го заборавам Саре Вучевски, кој е и можеби туку најзаслужен што сум ја станал голман каков што сум бил и како сега тренер што работим, што сум научил најмногу работи од него. И он ми беше тренер у младинци, ги водеше тогаш, ја водеше младинската екипа на Тетекс. Јас бев дури помлад 2-3 години од генерацијата која ја водеше он у младинци, но сепак веројатно квалитетот мој и желбата моја, работата моја бев земен со таа генерација, бранев на младинци и
мислам дека таму и највише самодоверба добив, бидејќи со да те викнат со повозрасна генерација е многу добро чувство за еден млад играч. Така. А може да се сетиш на некој од играчите од твојата генерација во тој период? Да, значи играв со покојни Трајче Пинго, со Љаки, со кој беа? Да, веројатно поминали и многу играчи на младите категории. Кога дебютираш за првиот тим на ТТС? За првиот тим дебютирав не веднаш после младински категории. Бранев на пријателски надпревари, но кога завршив со младинската генерација, заминав во Белград, во Звездара, и таму, една година после враќањето од таму, после тоа дојде во Љуботен, почнав и после Љуботен повторно се вратив во ТТС. Кариера почнаваш во Љуботен. Као сениор започнав во Звездара прв пат. Да. Така. Кажи ми, во тие млади категории следува и повик од младинската репрезентација на Македонија. Кажи ми нешто за тој период, за што значи за еден млад фудбалер, голман, да биде повикан за националната репрезентација на Република Македонија. Мислим дека тоа чувство ќе го чувствувам цел живот. Многу не можем да забравам. Дури памтим какви копачки носев, какви ракавици, лото. Ги купив 2 дена пред да идем на Собир со репрезентација. Прво бевме повикани као на проба, игравме селекција на U19 против екипата на Скопје. Беа тогаш прволигаши, сениорска екипа, ние бевме младинци, игравме против нив. И јас бранев второто полувреме, но се сеќавам и денеска дека само што ги облеков голманските ракавици, што ми дадоа Пума од ФФМ, не можев да си гледам раце, ми беше чудно. Која година се работило? Ова е 98-па, 97-8. Може да истакнем некој играч попознат што нашите гледачи веројатно би го познали од настапите и за репрезентација и добра кариера што направи во таа генерација? Таа генерација со мене беа многу играчи, беше Боби Гранчаров, беше Аце Стојков, Нурединовски беше голман со мене, Пачовски беше, беше прв голман или беше резерва? Резерва. Почнав како четврт. Дојдов како четврт на таа селекција. Беа Нурединовски и Емил Ангеловски беше од Кратово. И бевме јас и Томе Пачовски. И Томе Пачовски го почна тој надпревар. Јас влегов второто полувреме, но потоа кога беа квалификацијскиот турнир веднаш потоа во Охрид, јас бев повикан како трет голман со Нурединовски и Емил Ангеловски и бев веднаш и како втор голман. Потоа на Балканијадата бевме само јас и Нурединовски, значи бев како втор голман. Така. Значи конкуренцијата правиме ова за конкуренција Томе Пачовски и Един Нурединовски, двајца репрезентативни голмани што бранеа, што стигна и во сениорската репрезентација, да, што направија и добра интернационална кариера. Како е да тренираш, да се трудиш за да бидеш подобар од едни двајца врвни голмани кои што постигнале многу во својата кариера? Мора многу работа. Јас кога дете бев работев со Саре Вучевски, голмански работи, но он беше исто така и ја водеше младинската екипа на ТТекс. И јас после секој тренинг останував плюс пола саат, зависи од денот. Сам вежбав.
Ќе земам топка, ќе се исфрлям лево, десно. Самиот напорно се трудев. Дали може да направиме следна споредба на условите во кои што ти си работел во Тетово и на условите, еве ќе ги земам Нурединовски и Пачовски, што работеле во Пачовски во Битола и Нурединовски во Скопје. Или може да се направи некоја споредба? Ја не знам они во какви услови работеле, но сигурно подобри од моите услови што јас работев, бидејќи јас пред тренинг бев приморан, ако имаше црево да испрскам пред голот, за да нема прашина, бидејќи беше све земја, за да нема прашина, прскав со црево. Кога немаше цревото, знаеа да го украдат, морав да земем кофа со вода, да ја однесам кај голот и да штркам со раце. Една кофа, стариот градски стадион збориме, да. Значи со кофа, па една кофа, уште една кофа, уште една кофа. Значи тоа јас морав да дојдем пола сат минимум пред тренинг да го направам тоа, за да ми биде после полесно да немам прашина кој ќе има шутој да можем да браним. Што го сметаш за пресвртница во твојата кариера? Еве кажавме со Нурединовски и со Пачовски си бил во репрезентација, за да не направиш кариера како нивната, туку да останеш само во Тетекс и во Македонска лига да браниш. Знаеш како вика, многу е важно да бидеш во вистинско време на вистинско место. Јас сметам дека бев во погрешно време на погрешно место. И некогаш судбината е таква како што е, работите се дешаваат како што треба да се случат. Мислам дека имаше еден неуспешен трансфер во Србија. Потоа Да. И затоа и те прашав ова, мислам дека одма ќе ми одговориш. Кога требаше пред да заминем за Звездара, значи пред предходниот природен рок требаше да заминем у ОФК Београд. Заедно тогаш замина и Боби Гранчаров у ОФК Београд и требаше да заминем тогаш. Тогашното раководство на Тетекс ме убедуваше дека ни требаш, дека се рачунаме на тебе и такви работи. 18. И ајде, немав кој да ме поучи, ги послушав, останав. Кога дојде време да првиот голман тогаш се повреди, да настапам јас, они доведоа друг голман. Јас сум бил уште млад, рачунале на мене, ама не сега. Ја после решив по секоја цена да заминем, малку бев револтиран и заминав, но во тоа време значи екипата што има потреба према од голман си веќе си ангажирала друг голман и да, значи так. Да, но мене ме ангажираа тогаш во Звездара, останав таму. Беше добро, да. Бевме втора лига, но знаеш како е кога има приватник газда, дури финансирае се добро, завршува со финансирање од X причини и завршува се. Јас немав каде, морав да се вратим назад. Потоа, кога се вратив назад, од што бев револтиран, не сакав да се вратим во Тетекс, затоа отидов во Љуботен. Потоа заминав по конфликтот во 2001, заминав на отслужување на воен рок. 9 месеци бев војска. По враќањето се вратив повторно во Љуботен и од таму после одлучив пак да се вратим во Тетекс. Веќе бев позрел и можев да се справим. И раководството беше... И раководството беше друго, не беше истото, да. Да направиме на споредба, значи на условите кои за работа кои ги имаше во Звездара, во Белград, во втора српска или југословенска лига, тогаш и на условите кои што ги имаше за работа во Тетово. Не можем да направам споредба. Нема споредба. Значи ние овде се мачиме 5-6 екипи на еден терен и тоа е никаков. Се мачиме, не знам, по 20 квадрати имаме на располагање за тренинг, додека во Звездара имавме терен за утакмица и терен за тренинг. Нови два терена, кои што тогаш беа направени, нови два тренинга. Дури трениравме веднаш над Звездара стадионот, беше Млади Обилич тогаш, тренинг центарот на Обилич.
и таму имаше 3 терени со ваков терен, таков терен. Нема споредба на условите. Значи, условите кои што еден второлигашки клуб во Србија ги имал пред 15 или 20 години, ние денеска во 21 век се уште не можеме да ги достигнеме во тоа. Бидејќи мислам дека ситуацијата моментално е многу полоша и од тоа што беше во тој период. Полоша, бидејќи тогаш и тој стар стадион барем беше до некој ниво кој ќе беше пауза на лето или на зима, кој ќе одмараше, кој ќе немаа тренинг екипите, теренот ќе позеленеше супер, бидејќи го одржаваа истите луѓе што работеа на новиот градски стадион, работеа и на стариот градски стадион, го одржаваа со истите машини, истите луѓе, го работеа и другиот стадион. И беше горе-долу во добра состојба, не беше толку лош како сега што е. Сега е. Меѓутоа во тој период на располагање беа и неколку терени и во селата, значи можеше да се тренира во Првеница, во Јединовце, теренот на Бриони во Челопек, да. И неколку други, Сараќино и не знам. Меѓутоа, еве денеска покрај градскиот стадион кој се користи само за играње на надпревари, го имаме овој терен со вештачка трева каде што денеска ја снимаме емисијава. Меѓутоа во Тетово има толку многу екипи што и овој терен не може да постигне да ги задоволи потребите на сите. Значи машки фудбал, женски фудбал, ТТ Шкендија, Ренова, ЖФК Љуботен, ЖФК Шкендија и многу други екипи. Плюс младински екипи што има што нема целенски, да. Значи, сметаш ли дека ни се потребни 2, 3, 5 терени? Колку е потребно за да се постигне максималниот капацитет екипите да може да тренираат? Срамно и жално да се збори за ова прашање, бидејќи ќе ја земам пример Шкендија. Значи Шкендија која екипа прволигашка, шампион неколку години назад, со амбиции на голем европски клуб да стане, да игра во групна фаза на Лига Европа или Лига Шампиони. Значи еден таков клуб да нема свој тренинг камп, јас не го сметам за клуб. Значи според мене Шкендија мора да го има тоа, мора да ги има тие услови, а не да патува 20 километри до Речица за да прави тренинг. Значи, ако ќе земе Шкендија со добра финансиска состојба, моментална, ги нема тие услови, останатите клубови се, не знам, они не можат да си обезбедат една опрема за тренинг, не можат да обезбедат топки, дресови, маички за тренинг, за најосновни работи, а не фудбалски терен. Затоа би сакал да кажем дека треба и дали општината, државата да се посвети малку повеќе внимание на спортот во Македонија, да се направат, има тука места да се направи уште 2-3 терена, кај што е новиот градски стадион, стариот градски стадион, до него има место за уште 2-3 терена, да бидат барем 6-7 терена во градов. Збориме се за Тетово, каде што имаме 2 прволигаши, 2 третолигаши, женски екипи, 2 прволигашки, школи приватни, многу клубови, кај што има потреба. Значи има потреба огромна. Нема, кој ќе дојде викенд, тие што играат дома утакмици се прашуваат кај ќе играме викендов, кај ќе најдеме термин. Многу е тешко и би морала државата или општината да се ангажира малку повеќе за да се изградат барем уште 3-4 терена за да малку од малку функционира како што треба спортот, за да младите тренираат, сакаат да тренираат младите, но немаат каде. И затоа се откажуваат доста. Доста деца се откажуваат од тоа што тренира на мизерни услови, се разочарува и моментално најголем проблем со условите. Така. Сега би се вратил малку на пак на твојата сениорска кариера. Значи застанавме до повторното враќање во Тетекс. Ти си се уште активен, браниш. Регистриран си во Тетекс, играш на Тетекс. Претходно беше во Љуботен. Кажи ми нешто после враќањето во Тетекс. Со кој играше, која лига игравте и до кога остана во Тетекс? Во враќањето поминаа многу играчи.
се сменија и после 50 години од постојањето на Тетекс дојде до промена и на собствениците на клубот, дојде Брацо Војчиш. 2008 година Брацо Да. Војчиш, ако не се лажам. И јас после тоа и ја завршив мојата кариера. Бидејќи влегов морав да оформим семејство и морав да и влегов на работа и почнав да се занимавам као тренер тогаш. Тоа беше 2009 година, влеговме прва лига и јас тука завршив. Напуштав. Значи, во твојата кариера до 2000 година, дали може да ми направиш една... До 2009. До 2009. Дали може да ми направиш една идеална одбранбена постава, што би сакал да игра пред тебе и со која би се осеќал најсигурно на голманското место? Двајца штопери, левбек и десен бек. Двајца штопери би ги ставил од тие што сум играл. Од тие што су играл, Со нив? Број еден штопер би го ставил Зоран Јовановски. До него Сречко Мисајловски, десно би го ставил Горан Јовановски и лево би го ставил Љаки. Владимир Секуловски, да. Така. Кажи ми, најдобар напаѓач што играл против тебе. Значи што си требал да му одбраниш удар, на кого ти било најтешко? Настави се Риштич. Од Сифис. Да. Тој ми бил некако, не знам. Многу корпулентен, голем. Да. Тежок за чување на противничката одбрана. Да. И веројатно кога ќе се сврти тежок и да се одбрани неговиот шут. Кај, значи, 2009 година завршуваш со активно играње и почнуваш веќе еден вид на тренерска кариера, односно како тренер на голман, ако не се лажам. Кажи ми, каде почнуваш да видиш тренер? Почнав во ФК Љуботен. Прво беше тогаш тренер Љубо Павловиќ и мене ме викна да бидем тренер на голмани и као голман да помагам во одредени моменти. И таму започнав. Потоа продолжив, бев и Тетекс. Само беше и тренер на Љубо. Да. По заминување на Љубо Павловиќ останав. На Љубо замина во кадети младинци во Тетекс, ти беше прв тренер. Да, бев од тогашното раководство на Љуботен, добив шанса за прв пат да бидам и главен тренер на тимот и почнав со победа. Со победа во Порој против Кастриоти со 6-3. Так, да. Трета лига започна. Да. Јас се сеќавам на тој Да, напад. да. Бидејќи го гледав. Да. Значи тоа беше правец дека имам успешна тренерска кариера. Да. Стартуваше со победа на гостински терен. На гостински терен, да. И тоа висока пара. Да. Потоа продолжив со Тетекс и тоа беше во машкиот фудбал. во машкиот фудбал. Да. Сега ќе го започнеме разговорот на тоа што го најавив на почетокот околу женскиот фудбал. Значи на почетокот основаш клуб, женски фудбалски клуб Шарпланинка. Тоа беше клуб што се занимаваше со млади девојчиња, работеше таму. Кажи ми нешто за тој период, колку девојчиња имаше во клубот, каде работевте, условите за работа? Кога почнавме со Шарпланинка, почнавме со 10 девојчиња. Се јавија на повикот 10 девојчиња. Почнавме со 10. Но како доаѓаха тренинзите, исто бидејќи знаеме, немавме услови, трениравме, тогаш не беше изграден ни овој терен со вештачка трева. Тук трениравме на спортски центар на асфалт. Буквално кај ќе најдевме место, тамо трениравме. Немавме седиште, таму тренираме и... Добро, и фудбалот воопшто и затоа е најпопуларен во цел свет. Значи за фудбал ти треба улица, асфалт и два камења да... И желба за играње. И желба. Так. Топката не мора да биде... Ако ја имаме желбата, ќе најдеме и место. Да, тачно. И
Тоа беше сатанинка, па дојди на еден тренинг, дошло едно девојче. Со едно девојче сме работеле, па 2, па 3, па 5, па 10. Така и после дојдовме до една бројка од 20 и нешто играчи. Се пријавивме у младински развојни турнири имаше тогаш. За после тоа јас да решам да формирам нов женски фудбалски клуб. Во разговор со децата, со родителите, видов дека имам поддршка да го направам тоа. Го формирав со поддршка на раководството на ФК Љуботен, кои они се согласија, машкиот дел, да, затоа што они се согласија да биде, бидејќи не може да биде, женскиот клуб не може да биде под машкиот, не можеше да се пријави у лига, мора да биде посебен субјект и од таа причина формирав клуб. Но секако имав поддршка од раководството на ФК Љуботен. Колку време постоеше ЖФК Штатон? 3 години. 3 години. Да. 3 години, после тоа формирав ЖФК Љуботен. Моментално се напредувате во прва женска лига да. И во кадетска и младинска лига. Така. Тоа се и сите категории можни што ги има моментално женскиот фудбал, да. Кадетска лига, младинска женска лига и прва фудбалска женска лига. И прва лига, така. Колку членови моментално брои женскиот фудбалски клуб? 35. 35 во сите три категории заедно. Да. Работи сам со девојчињата? Не, ми помага Владимир Серафимовски и Сладјана Стојовска се. Од неодамна почна, да. Дете се помошници. Да. Кажи ми нешто околу резултатите и успесите на ЖФК Љуботен. Моментално за нас е успех. Минатата сезона завршивме 12 од 14 екипи, но ако видиме наназад неколку години, до сега сите екипи кои се надпреварулија за прв пат во лигата завршувале на последното место без ниту еден освоен бод. Ние освоивме 9 минатата сезона, што јас сум задоволен од тоа што бидејќи ние настапуваме со играчи исклучиво од нашата школа. Цел тим, најстариот играч е 17 години. Нема полни 18. Останатите се 16, 15. Кој место завршивте? Во младинска категорија лани завршивме со изброј бодови бевме третото место, да. Имавте учество и на неколку меѓународни турнири? На еден турнир бевме во Бугарија со повозрастните играчи, а на еден во Србија бевме со помалечките членови. И кој место завршило? Ваму во Бугарија бевме 5, а во Србија 3. Сега кажи ми, е разликата да се работи со машка екипа и со женска? Прво ќе те прашам што е полесно да се работи во машка и во женска? Полесно е во машка. Зошто? Бидејќи има многу разлика од машки фудбал и женски фудбал. Од многу причини. Знаеме и во животот општо, од природни работи, женското е различно од машкото и од тие исти причини е различен и фудбалот, женски и машки. Во женски фудбал знае да дојде девојче да ти каже денес не можам да играм. А ти си планирал да игра у екипа, она ти каже не можам денес, имам болки, имам тоа, не знам што. И ти треба да менјаш све што си планирал. Како успеваш да ги мотивираш, значи правиме муабет за фудбал. Фудбал ќе се земам за право да речеме машки спорт. Девојчињата повеќе се насочуваат на ракомет или на одбојка, каде што има и повеќе услови и се поприфатени меѓу женската популација. Како успеваш да ги мотивираш девојчињата да тренираат фудбал, да бидат редовни на тренинг, да постигнуваат добри резултати? Ги мотивираме исто како машкиот фудбал. Збориме о младите категории, затоа што пробуваме да ги убедиме и родителите дека бадијала, јас имам
многу примери кај што родителите не ги пуштаат девојчињата да тренираат фудбал. Но после една година, после 2 години девојчето ќе дојде. Затоа што девојчето сака да игра фудбал, не сака ни ракомет, ни одбојка, ни не знам што било што. Едноставно девојчето сака фудбал да игра. И мислам дека не треба ниедно дете да се спречи да тренира тоа што го сака. Најдобро да го тренира тоа што го сака. Па дела да го тераме со сила. И дали има разлика во тренажниот процес во машки и во женски фудбал? Во тоа што се тренира на тренинзите? Нема разлика, има разлика во интензитетот само. Бидејќи не можеш толку да ги оптеретиш како во машки фудбал. Сега би те прашал, значи, влегуваш во репрезентацијата до 19 години, женска фудбалска национална до 19 години како тренер на голман. Кажи ми нешто за работата таму. Значи, дали имаме голмански потенцијал во женскиот фудбал? Има, но проблемот е што во голем број на клубови немаат тренери на голмани. Еден или два клуба, освен нашиот кај што сум ја, значи плюс еден или два клуба ако имаат тренер на голмани, останатите немаат. И има девојчиња талентирани, но сепак талентот без работа моментално во овој денешен фудбал тешко е. Значи мора да се работи. Голманската техника е многу тешка, многу работа треба за да се совлада се. А дури се мали девојчињата ако не ги научиш, они после ствараат погрешна навика и после е многу тешко да ги насочиш на правилно. И дали пример, јас фудбал немам трениран на атлетика. Да бидеш тренер и на играч од поле и на голман е исто како во атлетика да бидеш тренер на фрлјач на копје и на спринтер на 100 метри во исто време. Се работи за две различни дисциплини. Едно е тренинг со голман, едно е тренинг со играч од поле. Од Жефака Љуботен годинава настапија две девојчиња на квалификацијски турнир со репрезентацијата до 19 години. Нашата телевизија ги следеше нивните настапи. И сега би сакал да ги погледнеме нивните изјави што ги снимивме после завршувањето на квалификацијскиот турнир, пошто ќе се вратиме назад и ќе го продолжиме разговорот со Александар Пишовски. Марија, кажи ми кога започна да тренираш фудбал? Јас започнав пред скоро 5 години да тренирам фудбал. Во школско, во училиште, кај што играат машките, ми се засвиѓа спортот како спорт и така почнав со нив. Кажи ми, зошто баш фудбал, а не ракомет или одбојка, некој би рекол во наводници по-женски спорт? Па, бидејќи фудбал се игра со нога, појче си од движење, има поинтересни акции кај што можеш, кој чувствуваш голе, тоа е нешто супер. И воедно и најпопуларен спорт во светот. Да, така е. Кажи ми кога прв пат се зачлени во еден клуб? Се зачлени со мојот татко кој почнава пред 5 години во Шрпанинка, кај што имавме 2 тренера. Тренирав таму скоро 3 години, потоа се распадна клубот, се поделија екипите и почнав во Љуботен. Кои ти беа првите тренери? Александар Пишовски. Александар Пишовски, така. Пишовски е тренер на голмани во репрезентацијата, ти си голман. Да. Кажи ми, кога дојде првиот повик за настап во македонската репрезентација? Дали се сеќаваш воопшто на првиот настап? Да, лани во Маđarска, кога играа 2000-та и 2001-та, ја бев 2002-та, со тоа што влегов во последната утакмица и ми беше многу чест затоа што играв против јака екипа. Кажи ми, зошто баш голман? Зошто не играч од поле, а баш голман? Јас во почетокот бев шпиц играч, ама потоа ми се допаѓа и голман да бием затоа што изфрлjaњата и излагањата на топка, едноставно голот е нешто за мене.
Кои се амбициите, што сакаш да постигнеш во голманската кариера? Дали се гледаш еден ден како голман на некоја голема екипа? Секако со многу работа, со многу труд се успеа све да се постигне, да сон ми е да браним за репрезентација, каде што таму е многу добро и надвор од Македонија. Деспина, кажи ми кога започна да тренираш фудбал воопшто, за прв пат? Јас започнав да тренирам фудбал првин со машките во училиштето Коста Расин во Брвеница, после се запиша во ЖФГ Шарпланинка во Тетово. Кој ти беше тренер во Шарпланинка и за кој период се работи? Тренер ми беше Александар Пишовски, пред 7 години започнав да тренирам фудбал. Значи тренираш фудбал 7 години. Кога за прв пат доби повик за настап во македонската репрезентација? Јас добив повик во сега пред една година. Игравме во Италија, со Јапонија, со Норвешка и уште 2 екипи имаше. И... Како си задоволна со твоите настапи до сега за репрезентацијата конкретно? За Италија сум многу задоволна и па и тука задоволна сум. Моментално си член на женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово. Кажи ми нешто за клубот. Значи каде тренирате? Ако некој девојче сака да тренира фудбал, каде може да дојде, кај кого да се обрати? Ние тренираме на Стар стадион и у балон позади Палма мол. Тренираме добро, може кој сака да дојде да се запише и има добра атмосфера. Ти настапуваш на позицијата левбек, но и лево крило, што би се рекло full left, значи цела лева страна на теренот ја држиш. Кажи ми, кои се твоите амбиции за во иднина и каде ти се гледаш во иднина во фудбал? Јас се гледам, сакам да заиграм за А репрезентација, исто како и за надвор од Македонија. Тоа беа разговорите со Марија Ничевска и со Деспина Пауновиќ. Како што кажав, ги снимавме по завршување на квалификацијскиот турнир на женската фудбалска репрезентација на Македонија до 19 години. Александар, кажи ми, Марија е голман од твојот клуб. Значи, целата фудбалска кариера ти си тренер. Дали можам да кажам дека Марија е најдобар голман во Македонија, барем во овие младенски категории до 19 години? Па, ако не беше најдобар во младите категории, мислам дека немаше да биде ни прв голман на U19 националниот тим, бидејќи нема отстапки во таа селекција. Можам да кажам барем за таа селекција, каде селекторот Астрид Мерко значи секогаш се консултирали со мене и да, секогаш ги селектира најдобрите. Не би кажал дека има играчи затоа што сум јас со него во стручниот штаб, па он поради мене да ја земе неа да брани. Не, значи интересот во националниот тим е заеднички и јас како тренер, ако Марија не заслужува да биде таму на тоа место, не би била сигурна. Значи Марија моментално е, мислам дека број 1 по нејзина возраст и тропа на врата да биде конкурентна и за селекција понатаму. Годинава две фудбалерки, значи од Љуботен настапија за репрезентацијата до 19 години. Дали имаме фудбалерки од Љуботен во другите генерации? Имаме, беше со U17 националниот тим беше Ангела Зафировска и имаме неколку повеќе играчи во U15. Беа Емилија Ничевска, Елена Симеонова, Мирјана. Повеќе играчи имаа поминато во тие помлади категории. Кажавме работиш со голманите во репрезентацијата. Дали можеме да издвоиме некој успех на женскиот фудбал, без разлика дали е во младинските категории или во сениорска категорија, на женска репрезентација? Успех моментално сега пред неколку дена победата на А репрезентацијата против Казахстан. Во квалификациите, во квалификацијски надпревар нема победено неколку години, 8-9 години. И нашата селекција U19 минатата година и ние победивме на квалификацијски турнир во Маđarска против Молдавија. Имавте победи на неколку развојни турнири на УЕФА, ако не се варам. Да, во Естонија го освоивме турнирот пред 3 години.
Лани имавме победи на пријателски надпревари против Албанија, против Кипар. Минатата година беше доста успешна за нашата. Како си задоволен од условите за работа кои ги имате во репрезентацијата? Па добро, во репрезентацијата сепак имаме услови за работа како што треба. Секогаш може подобро, но може да се каже дека за разлика од клубско ниво, на репрезентативно ниво имаме услови за работа. Користите терените на Да, на ФФМ. Да. Имате кампови По потреба и надвор од кампот на ФФМ, но сепак тоа е терен кај што има услови за работа. Сега би те прашал кои се твоите цели и амбиции за Моите цели се и како тренер и како претседател на ЖФХ Љубов? Моите цели искрено не се баш во женски фудбал. Јас имам амбиции да бидам тренер на голмани во клуб со европски амбиции, ако сме тука во Македонија, или во некој од европските клубови, било која лига, да стигнам негде надвор да бидам тренер низ Европа. Кажи ми, дали можеш да ми кажеш кој е најдобриот голман со кој си работил? Голман. Голман кој додека бе во младинци, Хоџа, што бранеше за Тетекс. Не, како тренер, што си му бил тренер. Аха, како тренер, најдобар голман. Дали може да кажеме дека најдобриот голман што го тренираше Антонио Пишовски? Секако, со оглед на неговата возраст, мислам дека е во правец да биде најдобар. Да не го фалиме многу, да не му ги дигаме акцентите. Значи имаш на семеен план имаш син и ќерка. Да. Ќерката тренира исто фудбал во ЖФГ фудбал, во ЖФГ Љуботен, а синот е голман во ФК Шкендија. Кажи ми сега нешто околу Антонио. Значи, како си ти задоволен од тоа, он што го работи? И дали мислиш дека Антонио може да го надмине Александар? Јас Антонио почнав да го носам на фудбалски стадион многу мал. На стариот градски стадион го носев. Беше многу малечок и дури уште не зборуваше добро. Нејасно. И прв пат кога го запишав, го однесов на фудбал, сакаше да иде на фудбал, го запишав во Љуботен и го запишав како играч. Не сакав ја да биде голман, сакав да биде играч. И почнав како играч 2-3 месеца и после тоа на зимскиот одмор не знам од која причина дојде дома и ми вика: "Тато, вика, јас сакам да бидам голман." Добро, сигурен си дека сакаш да бидеш голман? Да. Добро. Кога беше повеќе год? Кога Антонио ти рече дека сака да биде голман или кога за прв пат го облече дресот на Македонија? Кога Антонио ми рече дека сака да биде голман. Антонио Искрено. Е со нас, да би го викнал Антонио да дојде да застане до Александар. Здраво, Антонио. Даније, кажи ми колку години имаш и Имам каде тренираш? Сега имам 12 години, тренирам во фудбалски клуб Шкендија. Таму си прв голман Да, и најдобар си, значи. да. Кажи ми кои награди ги имаш освоено како голман? Ги имам освоено Еве ги тука се пред тебе, прочитај. за прв пат неголема радост ми беше кога го освоив наградата за најдобар голман во 2018 година на Во детска лига, не, за Пандев. Пандев куп на Пандев. Потоа беше прогласен и за најдобар голман на Македонија. Значи, во твојата генерација беше прогласен за најдобар голман во цела Македонија. Да. Александар, кажи ми, дали имаш некоја неостварена желба?
Секој има во животот неостварени желби. Неостварена желба е што јас од X причини не станав. Сениорски репрезентатив. Да, На Македонија. да. Така. Александар Антонио, ви благодарам за Но се надевам дека мојот наследник ќе го оствари. Така, да се мојот сан. надевам дека Антонио ќе биде многу подобар од неговиот татко Александар. Да. Така. Тоа беше разговорот со Александар и со Антонио. Ви благодарам што бевте наши гости и се надевам дека Александар ќе постигне многу успеси на тренерски план, а Антонио во голманската кариера. Благодарам. Благодарам.